Возење преку тротоари и зелени површини, паркирање на кружни текови и други недозволени места за возила, се само неколку од примерите за несовесно однесување на возачите кои може да се видат во Тетово. Покрај недоволната патна инфраструктура, ова е една од причините за дополнителен хаос во сообраќајот низ градот. Сообраќајните незгоди во целост нигде во светот, научно е констатирано дека не може да се измекнат, но тие може да се облажат за да се спаси животот и имотот на возачите и граѓаните, а тоа не е секогаш ефективно само со правните норми, со санкции и казни од страна на надлежните органи, полиција, судови и така натаму. Сепак за возачот треба да постои етичко однесување, треба да се почитуваат моралните норми кај возачите и возачите треба совесно да учествуваат во сообраќајот. Иако при полагањето за возачка дозвола се добиваат инструкции како да се однесува хумано и етички во сообраќајот, возачите веднаш ги забораваат овие прописи, потенцира експертот. Тоа порано се викаше хумани односи во сообраќајот. Тоа има неколку прашања во тестот. Како да се однесуваш хумано или етички во сообраќајот, значи да даваш првенство на минување, да ги почитуваш другите кога застануваат, да не бидеш агресивен, да не, например, да псуеш, да даваш звучни сигнали, да не вршиш некои дејности што се навредувачки. Тоа е етиката, да се чуваат патот и патната околина, да се чува моторното возило, да не бидеш под дејство на алкохол и да се почитува, значи, сообраќајната сигнализација кој има право на првенство на минување. И секогаш треба, најетично е дека во раскрсница, најчести случувања се недавање првенство на минување, се знае дека во одреден момент, во одредена површина на раскрсница не може да поминат две возила. Треба едното прво, потоа другото. Затоа етички е да се даде првенство. И полицијата има многу работа кога станува збор за неправилните одлуки на возачите, вели потпаролот на секторот за внатрешни работи Тетово Маријан Јосифовски. Покрај бројните акциски и други контроли, минатата година секторот за внатрешни работи Тетово реализираше и повеќе превентивни и едукативни активности за поголем ред и безбедност во сообраќајот, со кои беа опфатени најразлични категории учесници. Најмногу возачи и пешаци, но и мотоциклисти и велосипедисти. Или поконкретно, односно само за илустрација, во текот на минатата година на подрачјето на секторот за внатрешни работи Тетово, вкупно изготвени биле околу 7000 опомени за направени прекршоци од полесен карактер, близу 300 лица биле повикани на така наречена сообраќајна поука, станува збор во најголем број за возачи, но и за пешаци. На 320 возачи времено им се одземени дозволите, а изготвени, односно дадена им е можност на околу 2000 возачи да впишат негативни поени и тие таа можност ја искористиле и впишале негативни поени во нивните возачки книшки. Вакви и слични превентивни и други активности планирани се и ќе продолжат и годинава. Ова дотолку повеќе што минатата година, да подсетиме, значителен беше бројот на возачите кои не ја прилагодуваа брзината според условите на патот, кои управуваат технички неисправни возила или возила со истечена регистрација, но и на поединци кои седнуваа зад волан без положен возачки испит и без валидна дозвола за тоа. Лани исто така сакам да нагласам дека голем беше и бројот на прекршоците направени од пешаци, кои неретко беа и непосредни учесници во сообраќајни несреќи со сериозни последици, па дури и за жал со трагични последици. Во Тетово на годишно ниво се достигнува бројкот над 50.000 регистрирани возила.